Хеј, фанови, здраво! Уште лудува Европа и во овие втори надпревари од 21 часот. Каква лудница од мечеви, невидена. Рома Болоња 3-3. Волчицата се врати после 1-3 водство на Болоња и таму како што стои работата ќе има продолжетоци. На другите мечеви моментално резултатите се Астон Вила води со 2-0 против Лион, Порто исто така со 2-0 против Штутгарт, Бетис 4-0 против Панатенаикос и веќе можеме да го прогласиме како четвртфиналист. Рома Болоња рековме 3-3. Тоа е од Лига Европа, од Лига Конференција Европа. Спартак Ас Алкмар 0-4 и Ас е промовиран во четвртфинале. Рајо Валекано Самсунспор 0-1, моментално е 3-2. Самсун ако постигне уште еден гол, таму ќе има исто така продолжетоци. Страсбург Риека 1-1, Риека ако постигне гол ќе има и таму продолжетоци, ако остане овој резултат Страсбург оди во четвртфинале и на крајот Шахтер Лех познат 1-2, моментално е 4-3 во вкупниот скор за Шахтер. Ако Лех постигне уште еден гол и таму ќе има продолжетоци, значи лудница од надпревари. Навистина остануваат последните 5 минути до крајот. Бренти прашува каде ќе падне последен гол, која екипа ќе го постигне. Фиорентина беше таа од 18:45 минути што постигна последна гол на надпреварите, што се играа во тој термин. Во 97-та минута го победи Раков со 2-1. Штета, за жал, ниту еден не типуваше на Фиорентина. Оти ќе постигне гол, претходно Лион имаше, Селта имаше втор гол кај Лион, меѓутоа ете Фиорентина беше таа што постигна гол последна. Значи, моментално резултатите се тие. Само да видиме на другите мечеви како е. Астон Вила Лион, рековме 2-0. Шанса за Астон Вила постигне и трет гол, ништо, изфрлена е топката надвор. Да видиме на другите мечеви што се случува. Порто Штутгарт рековме 2-0, тука е веќе 90-та минута. Бетис и тука се знае резултатот 4-0. Рајо Самсун 0-1, тука е можеби многу поинтересно, но најинтересно е на Олимпико Рома Болоња, 90-та минута 3-3. Вака ако остане тука во италијанското дерби ќе имаме продолжувања, ќе биде неизвестно до самиот крај, можеби пенали ќе решаваат, ќе видиме на кој ќе му се посреќи да оди во четвртфинале Лига Европа. Тоа е што се однесува до надпреварите, значи чекаме да видиме дали некаде ќе падне гол за овие преостанати 3-4 минути. Последен гол што постигна беше Астон Вила, меѓутоа тоа беше пред да ја дадеме наградната игра. Сега да видиме дали има некаде постигнато гол. Веќе заврши мечот помеѓу Порто и Штутгарт. Порто е во четвртфинале. И Астон Вила исто така е најверојатно во четвртфинале. Бетис 4-0 и тоа е во четвртфинале, но се уште немаме никаде гол постигнато. Да видиме, напаѓаат фудбалерите на Болоња. Постигна и гол, но голот не важи. Претходно имаше контрафал од фудбалер на Болоња во напад. И топка е за Рома. Многу интересни дуели. И мечевите од 18:45 минути англиските екипи поминаа после продолжетоци. Нотингем Форест на пенали успеа да
го совлада Митланд, а со гол во продолжетокот Кристал Палас го елиминира кипарскиот AEK Ларнака. Да видиме напаѓаат сега фудбалерите на Рома. Меѓутоа ништо од сето тоа. 5 минути продолжеток, втора минута се игра од продолжетокот. Напад сега на фудбалерите на Болоња. Одлично одавање таму во 16-тников, трчува еден фудбалер на Болоња и прекрасна интервенција на голманот на Рома. Изворедна интервенција. И да видиме, се уште немаме информација за гол. Завршуваат мечевите, Астон Вила 2-0. Исто така, како и Порто, влегуваат во четвртфинале. Се чека крај во Севилја, меѓу Реал Бетис и Панатенаикос 4-0, тука е одамна завршена работа. И тука да видиме на Олимпико е најинтересно за сега. Рајо Самсунг 0-1, со овој резултат Рајо оди понатаму. Страсбур Риека 1-1, со тој резултат Страсбур оди понатаму, ако хрватите не постигнат некој гол до самиот крај на надпреварот и таму се игра судиското на дополнување. И Шахтер Лех 1-2. Тука Шахтер за сега е патник во четвртфиналето на Лига Конференција Европа. На самиот крај сме сепак да видиме што се случува кај Рајо. 0-1 е 4 минути продолжување, се игра втората минута, ќе се игра уште 3 минути тука. Уште чекаме гол. Ако до крајот не падне гол, останат тие резултати. Ќе остане фудбалот за некој наредно коло да биде доделен и тој од 18:45 минути исто од надпреварите што беше не се додели затоа што за Фиорентина немаше никој да типува дека ќе постигне последен гол. Ајде да видиме. Напаѓаат фудбалерите на Рајо, ништо од сето тоа. Порто рековме завршено, Астон Вила завршено. Бетис се игра се уште при 4-0. Дали шпанците алудираат и на петарда да постигнат и пети гол, еве ги во налет, меѓутоа нешто од сето тоа. И тука се игра последната минута од продолжението. Панатенаикос извојува победа во првиот меч со 1-0, меѓутоа шпанците изворедни со канонада, со 4 гола, 4 гола постигна и на свој терен и најверојатно одат понатаму. Еве, готово е, завршено е и кај Бетис. Останува само да видиме каде се игра. На 3 мечеви се игра, 3-3 е кај Рома, 0-1 е кај Рајо и 1-2 е кај Шахтер. Ајде да видиме дали ќе има изненадување. Одиме на Олимпико повторно. Последна минута и најверојатно еве судијата ве става свирката во устата и тоа значи дека еве свири крај, продолжетоци. Најверојатно мечот е завршен, готово 3-3 и ќе има продолжетоци, значи продолжетоци ќе има само на тој меч. Ако Самсунг постигне сега гол, ќе има и тука продолжетоци, а истото важи и за Лех. Риека е елиминирана со Страсбур 1-1. Хрватскиот представник отпаѓа, Страсбур иде во четвртфинале. И тука сме до самиот крај, ајде ќе видиме на кој ќе му се посреќи. Бај, поздрав и ќе видиме на самиот крај дали ќе има некој меч што ќе постигне гол, ако нема да сме живи и здрави, фудбалот за некоја друга прилика. Поздрав од Брент Тип, европски фудбал.